Јас кажав тоа што кажав и стојам позади она што го кажувам. Именно дента кога бев во посета на Неготино и Неготинско, од многу луѓе слушнав дека многу луѓе за жал ја губат работата, односно не им се продолжуваат договорите. Основна причина за тоа е заради тоа што имаме корона криза во цел свет, ја имаме и во Македонија, и заради тоа за жал се губат работни места. Мојата порака е јасна и едноставна, тоа е дека владата мора да помогне на стопанството, што за жал во моментов не го прави. Недозволиво е Еленица на Заеви да добива државна помош во услови која прави милионски профити секоја година, а фирми кои што работуваат илјадници луѓе да размислуваат дали да ги задржат или да не ги задржат. И направив една аналогија, како што во 90-тите години СДСМ ја затвори фабриката за кабли во Неготино, доколку останат на власт затоа што не прават ништо за странски инвестиции. Во 3 години ни една странска инвестиција не оде во Македонија, нити ги помага домашните, има потенцијал да затвараат и постојни инвестиции. Видов дека Зоран Заев денеска пробувал да го спинува и да го врти тоа, многу едноставно е. Зоран Заев нема намера да носи странски инвестиции во Македонија, затоа што 3 години видовме дека не носи. Исто така, во овие 3 години странските инвестиции, а и предходно како опозиција СДСМ се стигматизирани, се напаѓани, имаше разни прилози и од СДСМ и од блиски на СДСМ како се условите лоши за работа, како се даваат ниски плати и така натака. Мислам дека е тоа нефер однос кон странските инвеститори. Странските инвеститори треба да се помагаат и она што можам да го кажеме дека после победата на 15 јули на ВМРО ДПМН ние ќе помагаме и странските и домашните инвеститори за да се створи еден втор инвестицијски циклус. Веќе имаме договорено 3 странски инвестиции во првите 100 дена кои што ќе дојдат во Македонија. На постојните ќе даеме помош и се надевам дека во Дрекслер Мајер ќе се отвараат нови работни места, а нема се затвараат работни места. Што ќе им порачите на кавадарчини вечерва? Па ќе имам неколку пораки. Првата е поврзана со економијата и поврзана што ова што кажав до сега. Втората е поврзана со земјоделието. Земјоделието потребен е силен удар на зелената мафија, затоа што зелената мафија во моментов ја цица махата на земјоделците. Таа зелена мафија обстојува 30 години во Македонија и мора да се удри директно во чело и да се стави крај на истата, затоа што не може грозијето да е секоја година 12 денари килограм, а цените секоја година да растат, на пример. Или не може краставици да се 5 денари килограм, за 100 евра за работите 1200 килограми краставици, а треба само да ги хрените, камоли да ги работите и да не ги бројам сите останати производи кои што се произведуваат. Моделот на националното достоинство апсолутно ставање крај на овие понижувачки политики на Македонија и на бришење на се што е македонско. Преговори за историјата нема, преговори за Гоце Делчев нема, преговори за македонскиот јазик нема, останат да ги ослушните.